Јас бев сеќавање. Бев остаток од нешто што го загубило своето име, своето минато. Моето сеќавање не беше свет храм, туку беше празна руина и сведоштво на потраги по нешто што постоеше само во мојата глава, потраги што се задоволуваа од самата потрага и се заситуваа сами од себе и потем исчезнуваа и недовршени окончуваа. Никогаш и никаде не го наоѓав тоа што го барав. Моето тело беше музеј од скршени стакла. Недосегливи химери, непостојани форми. Но во секој поглед и на секоја улица наоѓав состојби каде што можев да се скријам и да побегнам или да најдам изговор и така полесно да заборавам на себе си и на мојот личен неуспех. Тој неуспех ми беше наметнат, но ми беше удобен. Затоа и го прифатив. Како што го прифаќаат неуспехот луѓето што се откажуваат од себе си. Целиот живот мигрирам. Мигрирам од смисла во безсмисла. Мигрирам од значајност кон беззначајност. Мигрирам од себе кон себе. Целиот живот бегам од секаков облик на насилство. Бегам дури од насилство на љубовта, од незините насилни темници, незините заумни талисмани, незините чинки и чари. Но тоа насилство секогаш наоѓа начин да посегне по мене. Во подземен воз, на улица, во лоби, секаде. Затоа одбрав да не дејствувам, да живеам нестварно, отуѓено, отсутно, оддалечено. Јас живеам во сеќавањето. Иако моето сеќавање беше празно, токму таму го наоѓав моето упориште. Некогаш се чувствував како да сум нечија нераскажана приказна, одговор на некое никогаш не поставено прашање, нераздолжен заем, како да требаше со моето постоење некому да нанесам правда. Да, токму тоа, да нанесам, зашто и правдата како и неправдата се нанесува, но не се ни прашував кому ни каква, ниту поради која причина. Едноставно постоев како да требаше да распределам нешто некому. Се проверав низ животот како капка дожд која тече по мазни површини и која никогаш не се слива во вирот дождовна вода заедно со другите капки. Би можела дури и да кажам дека само тој го сметав за мој единствен личен успех и подвиг, измолкнувањето, извлекувањето, но не се излекував како дождовна глиста, туку се издигнував над бурата како орел. Сама испарував кон небото, не со виорот, туку со широт. Сама се голтав и слевав со облаците. Кога самував, како да тоне во жива вода и како од неа чудотворно да се враќав во реалниот живот. Додека се возев во метролинијата број 13, иако не ја сакав таа линија поради суеверниот број, поради миризбата на зачини и тешка храна од многуте азијати и арапи, кои во неа редовно се возеа, зашто таа одеше во северниот дел на Париз, дури до иселеничката населба Сен-Дени, затоа што беше валкано внатре, во мене се впиваше некаква нејасна и невидлива состојка, без боја и без мирис и без дејство. И на некаков заменен, непознат начин ја продлабочуваше оваа состојба на летаргија, меланхонија и апатија. Таа беше глува состојка, а жубореше постојано во мене за да ме подсети дека во мене постојат амбиси и пештери, подземни води и невидливи премини. Низ неа растеа и се разлеваа. И патем се сушеа и пак растеа како печурки после дожд врз мазни површини, малечки процепи, променливи состојби, распределби на цените што ги плаќам, на неправдите што ги живеам, на поразот што ме голта секој ден,
на победите што ми се подсмеваат, на падовите и понижувањата, промашувањата. Кога тонев целосно, се губев себе си. Затоа не граде врски, попрево рушев мостови. Се напуштив себе си уште пред тие да ме пуштат. Ме вознемируваше должноста да давам. Не умеав да давам, ниту да сакам. Да се грижев умеев само за себе си, но дури ни тоа не умеев да го правам вешто. Не можев воопшто да замислам ни насон, ни најаве да родам или да растам или да чувам дете. Не сакав да чувам во себе ништо. Не чував ништо. Не се чував ни себе си. Не сакав да се одвои дел од моето тело. Бев себично приврзана за моето тело. Не бев одговорна личност. Не придонесував за ништо и за никого. Немав чувство на полезност или корисност. Никому не правев добро. Ме немаше. Бев невидлива. Бев својствена. Немав траси, ниту траки. Добра вечер на сите. Ова беше извадокот на ликот Алма од романот Трамонтана, кој што вечерва ќе имаме можност да го промовираме пред вас, драги сограѓани, драги струмичани. Наташа, добра вечер. Драго ми е што си овде со нас. Ова е имено првата промоција која што се случува во оваа новоотворена струмичка ликовна галерија и токму затоа ни е многу драго што освоивме ние книжевниците уште еден простор во кој што ќе можеме да ја славиме и да и се радуваме на книжевноста. Со Наташа договаравме представување на нејзината поезија во Струмица уште првиот пат кога се сретнавме на фестивалот 100.000 поети за промена, кога почна нашето познатство и пријателство, но не затекна пандемијата. Се случи така, може би и така требало да биде, наместо да ја слушаме поезијата, да го представиме нејзиниот прв роман Трамонтана. Договарајќи го гостувањето овде и размислувајќи како поблиску да ја представиме Наташа на тогашната публика, сметавме ние и членовите на нашето здружение Иван Василевски, кој што укажавме добре дојде на Наташа Сарџовска, дека најдобро е преку еден непосреден разговор да зборуваме за ликовите, за действијата, за мотивите на романот Трамонтана. Го добив романот пред неколку седмици, почнав да го читам и она што ми остави впечаток е дека е роман од оние романи кои можете да ги читате повеќекратно. Дејствата течат и хронолошки, но внатрешните монолози на ликовите прават поврзување со настани од минатото. Вешто се плетат сликите во кои се родени некои чувства, па се преживуваат и во денешницата. Тие психолошки пресеци на ликовите се цврсти, заокружени, мисловни. Можете слободно да застанете на некој од нив, а еве јас тоа го правев додека го читав романот, затоа што нов внатрешен монолог почнуваше во мене. Романот комуницира со вас. Тоа е првиот впечаток што го добив од првото читање. Ова не е лесен роман, ќе ве раздрма, ќе ве стави пред некој самоиспит и едноставно ќе добиете увид во, не знам, во нови култури, во нови светови, во интимни светови на неговите ликови. Наташа не прави поврзување на местата само географски, енаку оние кои што ќе го читаат романот во иднина ќе видат дека тој патува низ европските земји. Меѓутоа имаме поврзување и на културите, на искуствата, на мислите, на чувствата. Низ романот гледаме дека тагата, осамата, празнотијата се универзални. Тие продираат во вас, ве пронижуваат како Трамонтана, без разлика дали сте завиткани во капотот на Шанел или во ефтин костим од Твит. Без разлика дали пиете скап шампањ во некое отмено кафуле во Париз или сте растени со мирисот на попарената кокошка подготвена во тава со ориз. Ова е алузија на ликовите кои што во прво лице говорат во романот, токму овие моменти ги среќаваме внатре. Низ тие два женски лика, Алма и Алба, го гледаме вечниот човеков обид да се заштити од болка. А обидот да се заштитиме од повредување е совршен начин да станеме ранливи.
Тоа е моментот кога спознаваме дека не сме отпорни на болка. Таа е осознаена, измерена и се бара лекот, се градат зидови, се завиткувате во мембрани, се пуштаат завесите кои ќе го заштитат болното месо, кревкото место. Не знам дали има поголема победа над болката, на болката над човекот од мигот во кој тој бега од неа. Во тој час таа болката е веќе победник. Чинот на комуникација, што зборувам за монолозите во романот, со монолозите во нас, читателите, е всушност диалог кој што совршено функционира. Во моментот кога престанува монологот за некој настан, некое чувство, сеќавање, состојба, за било какво душевно соголување, ние продолжуваме да зборуваме за нешто слично, што нам не се случило, што нас не натерало да се чувствуваме вака или слично. Ова искуство е како на терапија, кога го имате во моментот, во друштво на анонимни жртви, во друштво на зависници. Еден ќе ја сподели својата траума, друг продолжува по него. Алма или Алба споделува, а јас продолжував. Ова е таа комуникација, тој процес на самоисцелување преку тугите и препознавањето на своите чувства и искуства. Оти болката, ќе се навратам на неа, е победена кога е прифатена и кога против неа не се бориш. Тогаш престанува да се шири кон нов, неосвоен простор во тебе. И сега Наташа по 4 книги поетски, кои што морам да кажам дека има одличен одзив во јавноста, особено последната, ве се сеќавам на Крстна коска, која што беше и во најтесниот избор за наградата Браќа Миладиновци, ни се враќаш со еден прозен глас, но сепак со некој поетски призвук. И како се случи тој флуид, поетесата Наташа, да седне и да напише еден обемен роман? За мене беше одамна предизвик да пишувам проза. Со години во мојот компјутер чував во еден фолдер разни записи што ги колекционирав како што се колекционираат, не знам, сликички за животинско царство или карти од метро или флаери од хотели. И сметав дека тоа ми припаѓа само мене, дека не би припаѓа на вас. Бев на некој начин кукавица, се плашев да споделам мојата прозна вистина со читателите, затоа што зад поезијата се чувствував безбедно. Знаеш ти, знае и Митко, поезијата е многу моќно оружје за заштита на внатрешниот свет, а во прозата е неизбежно да се изложиш. И не мислев дека треба да напишам роман, уште помалку некое прозно дело, но кога се случи пандемијата, кога прсна тој насилен бран на изолации и рестрикции, издавачката Куќа 3, која што е издавач на овој роман, распиша конкурс за карантински приказни и јас напишав расказ за една жена која што живее во Бергамо, тоа беше градот за кој што постојано слушавме трагични хроники. И искрено не очекував никаков фидбек, но веднаш ми се јавија уредниците Бојан Саздов, Винка Саздова, импресионирани од овој расказ и тоа некако ме окуражи да продолжам да пливам во тоа море, а тука исто така сакам да искажам поддршката што ми ја упати Фросина Пармаковска, на кој што се допадна тој расказ, и Вики Танчева, Ана Голешка, повеќе луѓе некако добив како ветер во грб, дека треба да свртам грб на поезијата, затоа што се уморив од поетскиот јазик, се уморив од сопствените митологии, поетски, почнав да се повторувам како поетеса, а мислам дека тоа е најголем пораз за секој уметник, кога ќе почне да се повторува себе си, кога во поезијата гледа цела една иста песна што пишува непрекинато, и решив да направам пресек со поезијата и да се посветам на прозно дело, психолошки роман, еден вид на stream of consciousness, за едни женски ликови кои што се прогонети сами од себе, дали е во Париз едната, дали е од Москва другата, дали од Скопје, нивната заедничка нитка е дека тие се прогонети од собствената празнина. Тие се прогонети од така наречениот пораз или промашување на нивниот живот, кој што е само еден шаблон, еден калап, една рамка што им го наметнува општеството, средината во која што живеат. И таа пандемија, тие изолации ми помогна да живеам во самотија и во самотија да го пишувам овој роман, речиси 2 години. И
ќе звучам нескромно ако кажам дека некако повеќе успев да допрам до читателите отколку што сум успеала можеби со поезијата. Со што мислиш дека е така? И претходно кога се видовме пред Ладнево зборувавме на оваа тема, затоа што поезијата е специфичен медиум за комуникација или заради тоа што прозата им остава на луѓето простор и во она што го зборував претходно да се пронајдат, да нурнат, да најдат поголем дел од себе во она што го зборува, што е многу поподатлива можеби. Да, поезијата е метафизичка уметност, тоа е експеримент со јазикот и оттаму е многу и субјективна, може да биде арбитрарна. Мислам се сеќавате кога бевме на Струшките вечери, Адам Загевски покојниот рече дека поетот не може да пишува само за себе си. Тој мора да излезе од сопствениот свет и да почне да го именува светот. И мислам дека поразот на многу поети е што тие не одговараат на тој предизвик, дека се целосно сосредоточени во тоа, не само во лирскиот субјект, туку и во тој внатрешен свет кој што, како што реков, се граничи со некои фантазмагории, символогии и митологии кои што се на некој начин го омеѓуваат од границата отаде. Додека мислам да разграничиме, јас кога решив да напишам роман, сакав да биде тоа тешко, длабоко, повеќе слојно писмо, психолошки роман и сакав да раскажам приказна. И со таа приказна сакав да предизвикам чувства кај луѓето, кај читателите. Сакав секој да може да најде дел и парче од себе во таа книга. И пишувам поезија речиси 20 години, никогаш не ми се случило, например, некој да ми каже дека некоја моја песна го расплакал или ти самата рече само испит, дрма романот, но почнав да добивам пораки од читатели што не ги познавам, кои што се потресани, кои што се расплачени и тоа е за мене прво огромна одговорност како автор, затоа што како и психологот, како и хирургот имате одговорност пред еден кревок свет, затоа што му нудите нешто што можеби тој за самиот за себе не го знае. И мислам дека тоа е таа разлика помеѓу метафизичката уметност на поезијата и помеѓу оваа, така да кажам, еве како антрополог би рекла дури емпириска уметност. И мислам дека писателот за разлика од поетот, поправете ме ако грешам, има сепак поголема емпатија, сепак е поголем психолог за разлика од поетот. Така. По Вирџинија Вулф во една прилика ќе рече дека жената мора да има пари и собствена соба, доколку сака да пишува фикција. Дали жената воопшто и денеска може да пишува било што необременета од општествените рамки во кои секој поединец е стиснат, а жената мислам дека дополнително е вклештена? Да, ова е многу интересно прашање, затоа што се на некој начин го антиципира поривот, зашто сакав да напишам роман. Не сум феминист, не ми се допаѓа современото толкување на феминизмот, кој што развива дури облици на омраза кон мажот. Не сакав да напишам женски феминистички роман, но сакав да напишам роман за женски ликови, има и машки ликови тука, бидејќи почувствував, особено во вие медитерански колективни култури како нашите, дека од жената премногу се очекува. Се очекува да биде мајка, сестра, ќерка, бизнисменка, професорка, сликарка, поетеса, докторка, лекарка, бла бла бла, да има ручек. И мислам дека сите тие улоги се како еден вид на лепенки, како еден вид на фиоки од еден орман, кој што жената како да не е дозволено да биде празен. Како да не е дозволено, да рече, јас не сакам да бидам мајка, сопруга, ќерка и така натаму. И сакав преку овие женски ликови да покажам дека не можеме да функционираме, видете што се случува во светот. Значи, не покосува една пандемија, економска криза, биолошка криза, здравствена криза, еколошка криза, и не можеме повеќе да функционираме, особено ние кои што доаѓаме од оваква колективистичка култура, како што антропологијата ги дели на индивидуалистички и колективистички, не можеме повеќе да функционираме во шаблони, во калапи, во рецептури, во формули за некаков успешен живот. И со овој роман, затоа што сите овие ликови имаат некаков пресврт и ја прегрнуваат загубата и поразот, со овој роман сакав да покажам дека не е страшно кога се нема. Не е страшно ако е празен животот.
Не е страшно, поразот не е страшна работа. Од деца не учат дека мора да имаме петки, да бидеме најдобри, ама не може, никогаш не може. И тоа сакав да го покажам, дека кога не може, окей. Ќе искористам една фраза, еден дел од романот. Вели, животот се полни целосно токму во празнината, во неприпаѓањето, а потоа низ неа јурнува трамонтана, која не прочистува и му дава нова смисла на животот. Трамонтана е медитерански ветер. Неговото име потекнува од латински, што значи подалеку од планините. Се движи на североисток од полуостровот, помеѓу Балеарските острови и Каталонија, и тоа е еден студен ветер од север, која зголемува својата брзина на југозапад и вели може да достигне брзина од 200 км на час. Дали трамонтаната го прочисти натолажиното во тебе? Како го искористи како лајтмотив? Познато ни е дека има живеено во Медитеранот, меѓутоа зошто токму трамонтана? Па јас живеев токму во француската Каталонија, таму студира во Јужна Франција. И се соочив со тој ветер кој што е несвојствен за нашето подрачје, можеби најблиско ако има меѓу вас морнари, го запознале на Јадранското море. Но ми беше фасцинантно кога дуваше како се тресеа кепенци, прозорци, летаа предмети низ воздухот, постари луѓе мораа да се држат за бандера за да не одлетат. И како кога престануваше да дува, се можеше да ги видиш Пиринеите до недоглед, завладуваше на бистрина, еден остар кислород, и таа состојба на неделување, на мир, на празнина, беше на совршена платформа за започнување на нешто ново. Овој ветер го искористив, како што велиш, ветер што доаѓа од зад Пиринеите и расчистува се. Познатиот покоен поет Жоан Маргарит, каталонски поет, еден од најголемите европски светски поети, велеше дека тој ветер е како еден вид на четка, метла што го чисти морето. Сакав овој ветер да го земам како символ за тоа онтолошко распетие и тој крстопат кој што настанува, а би требало да настане, а никогаш и никогаш не настанува во нашите животи. Имаше еден психолог од Скопје кој што велеше дека некогаш луѓето се соочуваат со тој крстопат неколку минути пред да заминат од овој свет. И тоа е многу поразително сознание, затоа што, како што пред малку спомнав, животот се трасира така во некакви кутии, во некаков орман и се подалеку од нас. Девид Линч сега го цитирав пред некој ден, вели дека кога како што растеме, очекуваме дека нашето искуство, нашиот опит и нашата фантазија се продлабочува, во суштина видното поле на нашата фантазија се намалува. Во овие три случаи, особено два, Алма и Алба, овој ветер е показател дека нивните животи во еден момент стануваат шупливи, празни. Алма е службеничка во Обединетите нации во Париз. Тоа е жена која што заработува илјадници евра месечно, оди во скапи хотели, работи некакви мирољубиви проекти, носи демократија во земји како Македонија и на Балканот, но незината животна приказна е празна. Алба во Македонија работи како консултант за странски експерти, но таа секогаш е во некаква функција на некого. Значи, нивните животни патешествија се вкрстуваат и кога решаваат да напуштат се, тогаш задува тој ветер символичен во нивниот живот. Има едно, се извинувам, може би те прекинав. Да, само да се надоврзам зошто тој ветер како кастанједа кој што вели, за да почнете да живеете, треба првин се да изгубите од Дон Хуан и затоа решив тие жени се да изгубат за да почнат да живеат. Имаше едно прелев. Да, потоа може и да се позборуваме со сите присутни, да. И ми беше многу интересен моментот на прелевање на искуствата и на она што се случува во животот на Алба, како се прелева врз Алма и колку Алба размислува за личноста на Алма, и тоа е многу интересно кога ние се и само идентификуваме со ликовите што ги среќаваме и колку тие знаат да бидат клучни за понатамошните текови на нашиот живот. Исто така жртвата со која што работеше Алба овде во Скопје, Ирина од Москва, и да беше многу интересен лик. Тоа ми е многу интересно, зошто им ги на тој начин испреплете животите и како ги позиционираше точките. Франција, Москва, Скопје, Виена, каде што имаме... Да. Овде има многу прашања. Чего да не заборам, требаше да земам белешки. Ајде, ќе подсетувам. Првото беше...
моментот на преливање на искуствата да, и на има една личностите. прекрасна малечка книжка од Мартин Бубер. Вели, јас настанувам во допир со ти, целиот живот е средба. Тука има на повеќе рамништа може да се читаат овие средби. Од една страна контрастот меѓу Европската унија и Балканот, целото лицемерие на Европската унија што се пласира на Балканот, сите тие неуспешни проекти за интеграција или сега модерно се вели window of opportunity, прозорец на можност. Сакав да упатам еден антискрипт, една антикритика, една критика на таа, да речеме, демагогија и преку Алма, кој што не случајно е французинка, потекнува од земјата на слободата, братството и единството, да донесам правда во една екстремно корумпирана земја како Македонија, подкупена земја, земја каде што секојдневно се сочуваме со пад на морал, на вредности. И тука ја вметнав Ирина, која што е жртва на трговија со луѓе од Москва, која што наместо да работи како килнерка во Кројцберг во Берлин, завршува во стриптиз бар некаде во Тетово. И е прифатена, таа е жртва во прифатен центар. Алма е експерт од Обединетите нации и треба да работи со таа жртва за да ги преброди тие кризи и да ја упати кон реинтеграција. Но Ирина е токму еден вид на тригер, на лакмус хартија. Преку незиното мачеништво на некој начин, Алма и Алба создаваат таков триаголник и сите три се рефлектираат една со друга. Мислам дека тука настанува главниот заплет во романот и после таа средба меѓу нив три дејството веќе се растечнува и тука доаѓа и Виена, уште еден центар на кроење на меѓународни политики и меѓу кои политики, кроење на цели судбини, на цели земји, како што е Македонија. И тука сакав и да покажам дека трговијата со луѓе не се сведува само на кривично дејство, туку и ако погледнеме метафорично, секој ден сме сведоци со трговија, не само на луѓе, на соништа, на чувства, на вредности. И ето тоа сакав да го покажам и погодена исто така од ова што се случува на некој начин. Македонија не е центар во романот, но погодено е тоа што се случува, нели? Македонија. Но има важна улога токму ова поднебе, кога Алма доаѓа во Скопје, кога ги гледа пренагласените девојки кои што шетаат, па ги споредува со французинките и со таа некоја смирена елеганција. Па потоа има еден момент во романот каде што Наташа вели не ме трогнуваше бездомникот во Париз, затоа што знаев дека сепак тоа е некако под закрила на системот. Но кога ги гледа во Скопје имав чувство дека тие се оставени буквално на дното на очајот. И тоа се можеби слики кои што ти ги понесе, си ги понела од градовите во кои што живееш. Како ги правеше овие компарации? Да, ја живеев кога живеев во Париз, можев да гледав разни документарци за тие бездомници кои што многу често и се враќаа на улицата. Можев да го видам тој систем на вистински патриотизам, тој францускиот систем на екстремна грижа за граѓанинот. Нешто што можеби ние не можеме ни на сон да си го замислиме. И сватив дека тоа е вистинскиот патриотизам, да се грижиш за својот граѓанин, за неговото здравје, за неговата животна средина, за неговото образование, за неговото здравство. И затоа одбрав Алма, кој што има се е доставно, во суштина нема ништо. И таа се среќава со македонката Алба, кој што нема ништо, никаква сигурност, никаква стабилност, а во средбата со Алма доаѓа до некои лични, неутилитарни, до никакви лични откритија за својата лична корисност. И средбата се случува меѓу другото и во хотелот Мериот во Скопје, каде што Алма е доживела културолошки шок кога ги гледа сите тие ескорт девојки, така наречени или спонзоруши, во потрага во суштина прогонети ликови, во потрага по некакви фантазми, некакви фантазии кои што ќе им понудат инстант решение за нивната несреќа, за нивната коба. Исто има тука доста иронични, комични сцени во хотелската соба, наоѓа реклами за болница во Скопје, приватна болница, ништо што мислам незамисливо да најдете во хотел. Билборди за политички реклами, бесплатно здравство, тоа. И таа ја носи таа своја колективна грижа на совест, од
колонизаторското минато на Франција и почува тука кај неа настанува еден пресврт како што настанал можеби и кај Ниче кога бил на планината Сен Морис во Швајцарија кога го прегрнувал, ми се чини магарето, и почнува да донира средства, да дава пари, да подарува, за да се ослободи од бескорисноста на својата мисија. И на крајот тај одлучува да оди да работи како хуманитарец во Либан и да не добива никаква плата за тоа. Низ ликовите, нели, гледаме дека несреќата може да те погоди силно, во каква и социјална, културна, обштествена заедница да се наоѓаш, дека човечкото битие не е изолирано од тие темни емоции, без разлика дали сте вие накитени со скапите накити од Картие или пак мантилот од Барбери кој што се спомнува, но сепак несреќите на празен стомак, она што го гледавме, се длабоки и трауматски. И сега искуствата на Алма од Скопје ни откриваат непријатната вистина колку нашите луѓе на маргините се сами, она што тоа го правиме низ паралелите. Меѓутоа, она што исто така е многу интересно, како ја наблюдува жената во две сосема различни средини, незината борба борба со наметнатите очекувања, затоа што и Алма го прави тоа. Нели е револт незиното, Алма живее преку денот живот на уредна жена, сосема пристојна жена во канцеларија, дури речиси досадна, а навечер она и себе си се нарекува, а не знам дали тоа баш со духот на Алма која што е надвор од рамките, за себе вели дека е промискуитетна, затоа што завршува со првиот странец кој што ќе и го фати видокругот или окото. Меѓутоа, сепак и таа на некој начин може би робува на рамките, заради тоа што себе си се става во калапот кај што би ја сместиле оние што ги презира. Она го презира општеството затоа што е неправедно кон жената, заради тоа што животот е едноличен. Меѓутоа, сепак го прави ова на некој начин, игра двојна улога. Нема ли храброст Алма да излезе, да го живее со отворени очи, она што и тежи, да ја исполни празнината, меѓутоа да му покаже на светот дека го прави тоа, дека има храброст да го направи тоа? Јас мислам дека најголемиот неуспех во животот на еден човек е лишеноста од способноста да љуби и да биде љубен. Тоа е нешто што, за жал, би требало да биде пренесено во детството, но многу ретко се случува и тоа остава долгорочни траги. Кај Алма тоа е проблемот, таа не се чувствува љубена и нема способност да љуби и се препушта на една низа на casual sex, промискуитетни, нимфомански односи во кои што не чувствува ни оргазам, ни сексуално задоволство, ни љубов, ниту сака да знае како се викаат тие, ни каде живеат, ниту тие да знаат нешто за неа. Двоен живот, води двоен живот преку ден службеничка во Обединетите нации, навечер е нимфоманка. И точно таа свесно влегува во тие два калапи, но тоа е незиниот кукавичлук, незината линија на помал отпор. Свесно влегува затоа што така е лесно, така плива, така успешно ги води, ги хендла и двете функции. Се дока не настанува пресвртот и не среќава еден човек кој што ќе понуди еден поинаков ракурс, како се вели, малку ќе загребе по површината и таа ќе се исплаши од тоа што ќе го види под површината. Алба е помалку застапена во романот, меѓутоа сакам Сања да замолам, ако сакаш дел од Алба да слушнаме за нејзините внатрешни светови, па да и се посветиме малку. Се викам Алба. Моето име значи бела мугра. Време што не постои, меѓувреме. Време на бледило и на молк, на глува темница низ која што се пробива далечното светло за да избие во ден. Време на нема болка. Време во кое сите спијат. Време кога никој не се буди и никој не заспива. Време кога се молчи. Време кога не се ни дава, ни прима. Се запира. Името го одбрале моите родители кога биле на зимски одбор и мојата мајка била бремена со мене. Во одмарилиштето во Охрид имало гости од Шпанија, неколку семејства. Едно девојче со руса коса и плетенки потрчало кон мајка ми со балон во рацете и веднаш мајка ја извикала: "Алба, врати се, дојди да појадуваш." Девојчето било насмејано и весело.
Моите тогаш решиле да го земат тоа име за мене. Запрев. Алба, извика баба ми, ајде, време е да одиме дома, да јадеш, а и мора да го вардам ручекот. Петок е ден за граф. А тој се вари со саати, сакам да бидам покрај шпоретот. Си го грабнав торбичето со мониста и бисери што мојот дедо ми ги беше донел од Трст, каде што велеше тој, одел на трговија и веднаш и подадов рака на баба. Имавме таен договор со баба ми и со лулашките. Таа чекаше да ми се скроти летот, кој, иако замислен, ми вливаше невоздржана среќа. Воздухот ми ја милуваше косата, моето фустанче леташе, а јас чекав да ме скроти нејзиниот глас. Има уште еден сегмент, беше овој? Низ мојата глава се развија крик на животно што го испушта последниот здив живот. Баба ми во бањата, во кадата, колеше кокошки за неделниот ручек. Им ја кинеше главата додека беа се уште живи и потем ги потопуваше во врела вода, додека по нејзините раце течеше врела и мирислива крв. Потем ги кубеше и прлеше. Јас тоа никогаш не го гледав, но знаев што прави. Потем во кујната со зелено окремави зидови, мебел кој од денешна гледна точка ми личи на првованслиски или безмалку рустикален, а тогаш беше обичен комунистички, правеше орис за неколку дена, мрз на кокошкина чорба и печено месо со компири и црн пипер. Присуствата на телата беа ретки, разречени, нејасни, матни, молчаливи, тајни, недобредојдени. Остануваа само мирисот на печена кокошка и спуштените погледи да се шират врз чиниите. Тоа е Алба и Алба ме фасцинираше со тие своји реминисценции на детството и како излегуваат во одредени моменти кога е вознемирена, возбудена и се враќаат искуствата од незиното скромно детство, но сепак сакано. Имам чувство дека таа е растела многу по-сакано и заштитено за разлика од Алма која што имала едно економски стабилно, но празно детство во кое што вели дека родителите не се сеќава да си рекле дека се сакаат. Да, дури има една сцена од детството на Алма кога вели дека единствениот жив организам во незиното детство е кога пиеле чај. И таа духовна сиромаштија и покрај економската моќ што имаат незините родители во Јужна Франција, базени, винарија, хотели и така натаму, сакав да доловам токму таа духовна оскудност и сите илузии можеби што ги имаме ние за Европа, за Европската Унија, мислејќи дека отаде има друг живот или друг свет, и да покажам дека тука можеби токму во таа скромност, во таа покорност и понизност на некои наши вредности, македонски, балкански вредности, можеби лежи и тој клуч на себе пронаоѓањето, на тој мир. Чувството дека припаѓаш некаде, дека носиш драги спомени од... Да, затоа што таа не заборава од кај потекнува, затоа и постојано се сеќава на таткој кој што со јадица ловел риби, на баба кој што колела кокошки, на лулашките од своето детство. Таа е тука, таа постојано тлее во овој простор и преку таа на некој начин скромност сакав да покажам дека ми пречи спектакуларизација на болката, на човечкото страдање. Ми пречи кога се прави театар од некоја животна несреќа и мала реминисценција се сеќавам, еднаш гледав еден документарен филм за војната во Босна. Имаш интервју со мајки кои што ги загубиле своите деца. Режисерот се обидуваше од нив да излече секаков можен збор, некаква реакција. Но на крај неговата одлука била во кадар да ги дава нивните лица со секунди, со минути како молчат, како карпи. И тоа сакав да го покажам дека
Може би да, нашето наследство е огнот, но е и болката, и несреќата. Култура, земја, која што била постојано на некакво распетие, на некаков крстопат. И сакав да покажам дека токму таа болка ги занемува и сетилата, и емоциите, и создава една состојба не на левитирање, ма токму на некаква скромност, на некаква пристојност, баш пристојност, не во морална смисла на зборот, туку пристојност, таменост. И тоа го имаме преку Алба, и тој конфликт, не конфликт, таа фрикција, тоа триење меѓу Алма и Алба, и покажува на французинката нешто што таа никогаш го немала и не можела да го најде таму. Тоа е тригерот. Тоа е тригерот и тој антискрипт. Значи не е се повеќе европските експерти кои што доаѓаат да научат како треба да јадеме и миеме заби, туку е едноставно европската експертка која што доаѓа и учи нешто за себе токму во Македонија и не случајно и во Охрид. Да. Ја имаме Алба исто така, која што преку нејзината судбина, нејзиниот инцидент со Фауст, италијанскиот обвинител, ние ги гледаме и корумпираните големци кои што доаѓаат овде, а ние им се крстиме, нели, буквално. И во романот ги прикажува институциите кои што никако на прво место не им се граѓаните, туку слепо веруваат во каузата, во експертот кој е дојден, дека тој е некој голем човек и што не прави помалку и глупави во некоја ситуација. Ама Алба е ликот кој што тоа ни го прикажува, колку таа е вплеткана, исплашена во тоа дека некој си голем човек од Италија треба да му впери прстот дека ја злоставува. Да, тука како во филмот на Кишловски има слевање на ликовите, она тотална деперсонализација, речиси шизофрена, и Алба станува Алма, Алма станува Алба. И правдата за Алба ја носи токму Алма. Кога се среќава со тој обвинител, таа мрежа на европски дипломати, експерти, обвинители, носители на правда, кои што на крајот од денот во суштина се сведуваат на студени соби, конференцијски сали, микрофони, извештаи, бројки, статистики, буџети, пари и така натаму за никакви безполезни проекти. Таа го соочува тој обвинител дека во суштина некој не случајно се вика Фауст, трговијата со луѓе, со соништа, со идеали, со вредности настанува не само, како што реков малку, на кривично рамниште, не е тоа сушто тргување со луѓе, туку и тргување, но многу посуптилно. Еве, мислам сега да не звучам банално и тривијално, таа флоскула датум, тоа е трговија со соништа, тоа е трговија со некакво очекување. Или датум за влез во Европската унија. И тука сакав да играм и со зборот корупција, кој што, зборувајќи за латинскиот јазик, потекнува од латинскиот јазик, и укажува на распад на леш, распад на мртво тело, гниење на месо, гниење на секаков квалитет на некаква материја. А фигуративно исто така укажува и на секаков пат, морален пат на личноста. Не само размена на пари, на услуги, на интереси, не само клиентелизам. Сакав да покажам дека таа корупција на која што се жртви и Алма и Алба настанува на многу посуптилно ниво. И тоа е многу перверзно, многу изопачено ниво, затоа што кога потфрлува моралната вредност на една личност, тогаш таа корупција станува и системска. И тука сега може да спориме, меѓутоа не е симпозиум, значи тоа перење на бели пари и така натаму, тоа се жешки теми за кои што ритко кој сака да зборува. Но реалната слика, тоа што се случува тука или во таа некаква сиромашна рамка на живење, тоа е нешто што на тие експерти им се измолкнува од когнитивниот опсек. Така. Имаше уште еден момент, тоа го спомнавме, женската солидарност помеѓу ликовите, кога Алма буквално на една конференција во Виена го жртвува својот кредибилитет и интегритет за да му свика на обвинителот кој што нели се перчи во ложата таму на својата видна позиција. И тоа е нешто што можеби ни недостасува во односите помеѓу современите жени, женската солидарност. Ние често пати знаеме да ги расчеречиме нашите пријателки, нашите сограѓанки. Од друга страна, пак би сакала да завршам со Алма. Таа е упорна, нели, дека не сака љубов, не бара љубов, не бара, меѓутоа, иако не бара сродна душа, таа сепак на крајот почнува да трага по тоа. Дали човекот генерално
не е во заблуда кога тврди дека секогаш и за секогаш си е доволен сам на себе, не се лажеше ли Алма дека е задоволна од животот кога влегуваше од една авантура во друга, не се повредуваше ли повеќе кога велеше дека се штити, не беше ли наизложена кога живееше во верување дека е безбедна? Да, тоа е големата замка, што е побезбедно, само доволноста, површноста или едноставно слободата, затоа што сите викаме, се удираме во гради, сакам слобода, ама никој не сака слобода. Слободата пече, боли, тоа е многу неизвестна и несигурна работа. Тоа е способност да како што вели Дженис Джоплин, слободата е кога немаш што да изгубиш. Способност да оставиш се за себе и да прегрнеш еден неизвестен простор кој што не знаеш каде ќе те одведе. Тоа го прави и Алма, а расплетот за Алба не е толку важен. Важна е Алма затоа што незината инициација настанува преку Алба, таа настанува тоа што посакува да биде преку Алба. Да. И тоа што го спомнува за солидарноста на жените, пак ќе речам, не ми беше намерата ова да биде феминистички роман или женско писмо, затоа што во многу шовинистички држави женскиот шовинизам меѓусебен е многу посилен отколку машкиот шовинизам кон жените. И тоа го гледаме на повеќе рамништа, таа осуда од жени меѓу жени, во многу сфери од општественото живење, академскиот свет, политичкиот свет, многу малку жени има, затоа што таа што ќе дојде не остава простор на другите, тоа не знам да се вели на македонски лакташење. И тоа е на некој начин исто една суптилна порака, дека не е секогаш мажот виновен за неуспехот на жената, некогаш и самата жена. Овој дел од разговорот би го завршила со мојот заклучок дека романот Трамонтана е крик на жената, оставена да ја шибаат ветровите на очекувањата, на незините должности, но и на ослободувањето. Тоа е ослободување врисок што се одбива во карпа и излегува надвор од камењата. Наташа, јас ти благодарам што вечерва си со нас и што имавме можност да зборуваме за романот Трамонтана, но би дала можност на присутните дали има некој нешто што сака да сподели, да праша, да поразговара со Наташа или да го привршиме овој дел па со потпишувањето книги може вака, не понеформално. Ален, сакаш? Повели? Благодарам. Најпрвен добро вечер до сите. Благодарност до виновниците, тоест организаторите и домакините. Добро вечер до ценетата Сарджовска. Значи, јас имам едно кратко питање, прашање се извинувам, кое што малце по-комплицирано ќе го образложам. Трамонтана, колку што се сеќавам, е еден многу познат скијачки центар, кој што е на врвот на Пиринеите и според кој што од таму е врутокот на ветрот Трамонтана, кој што има од секогаш идеја да допре до срцето на Шпанија, колку што е можно подалеку. Од тука би се надоврзал кон суштината на моето прашање, преку зборот кој што вие го употребивте, а тоа е криза, кој што е многу битен збор. Ние можеби генерално го сваќаме премногу фаталистички и премногу, всушност зборот криза значи промена, нешто старо одумира, како што рековте, декомпозира, но всушност остава простор за нешто ново. И тука е моето прашање. Кој беше пресудниот момент да се прекршите од востановена поетеса во подолги форми? Благодарам. Сакав да кажам многу прост одговор за многу интересно и не така едноставно прашање. Сакав да кажам нешто повеќе. Нешто што херметичната форма на поезија каква што ја пишував не ми дозволуваше. Бев заробена во сопствениот поетски израз. И последната книга поетска што напишав, Крстна коска, посветена на мојот покоен татко, ја доживав како еден вид на психоанализа. Мислам, многу траурно и тегобно ја процесирав. Да. И сметав дека
тука треба да запрам, затоа што таа поетска форма која што ја користам и користев, веќе не ми беше доволна за да ја споделам својата внатрешна приказна со вас, со луѓето. Да, и како што рече и Сузана, романот и натаму ја задржува таа поетска форма, како е стилот на Паскал Кинјар, Маргарет Дюра, Маргарет Јурсенар. Точно, да. Една од моите забелешки кога се слушнавме, има многу кратки реченици, има динамичен израз и имате чувство дека има ритам, музика, да. Тоа е една од карактеристиките. Поезијата, да. Така е, така. Дали некој нешто сака? Далибор, повели? Уште еден автор на проза. Наташа, едно просто прашање, банално скоро. Алба етимолошки значи бела зора, така беше? Мугра зора, бела, да. Ова Алма е едно од толкувањата е душа. Душа, да. Да. Дали тоа има некоја семантичко? Апсолутно, да. Само тоа, дали се намерно изберени така? Намерно, да. Okay. Носителите на тоа што им недостатства, извини. Да. Тие иницијацијски нитки во романот ги носат 4 лика: Алма, Алба, Алеф, едно малецко кутре, и Адел. Адел е либанец шофер, кој што има значена улога во животот на Алма, затоа што за прв пат таа е заинтригирана од нечие машко присуство, ама како машки принцип, не како тело за секс. И имињата не случајно се одбрани токму со затоа што Алба се разбира не е типично македонско име, но мораше да има такво драматуршко име за да има некаква функција. Да, окей. Мислам, баш тој процес на иницијација сакав преку имињата да го изразам. Уште некој прашање имаме ли? Например, Адел значи правда, а Алеф е првата буква од арапската азбука. Сите имаат некаква чиста нитка. Да. Ти благодарам многу. Јас на вас, да се дружиме во еден неформален дел сега. Навистина имам понизна, покорна благодарност за сите вас, освен малкумина што меѓу вас ги познавам. Многу ми значи вашето присуство, вашето внимание. Се извинувам ако подолго време ве задржавме отколку што можеби планиравте. Во Скопје промоциите се секогаш многу поочекувани, затоа што половина од луѓето се роднини пријатели, а овие промоции надвор од Скопје ми се најдрагоцени. Многу ви благодарам, многу сум среќна што сум тука. Струмица, тоа изборував со Сузана и Сабелева кога бев на фризер во Панаш. Зборувавме дека Струмица е вториот град после Скопје по квалитетот и на ноќен, и на културен, и на уметнички живот што го нуди. И јас сум многу среќна што вие постоите тука и што го водите јадрото на овој град. И затоа и ти благодарам на тебе, на Сдруженијето Иван Василевски што ме поканивте, на галеријата. Прекрасна галерија. На Општина Струмица и Петар кој што ги буквално ги измалтретиравме за да организираме се. Да, и не случајно што сме овака, мислам, во ваков простор, бидејќи зборуваме за некакви подземни, подсвесни емоции. Навистина ви благодарам што дојдовте. Ако имате прашања, тука сум. Ќе се подружиме уште малку. За подпишување за книгите и многу ви посакувам многу здравје и многу љубов и се надевам ќе се видиме никогаш пак. Ти благодариме, Наташа.